Недостигот и поскапувањето на храната поради војната во Украина ја покажа потребата од домашното производство на основните прехранбени производи. Македонија произведува пченица, но не е доволно за да ги задоволи домашните потреби. Дури да биде изгласана на време, мерката за проширување на интервентниот фонд предвидува многу мали парични средства за земјоделците, сметаат од Агрокомората при ССК. Од друга страна, цената на ѓубривото бележи пораст за 3 до 4 пати, а доколку не се стави доволна количина во почвата каде е засеяна пченицата, производството ќе биде помало и помалку квалитетно. Тоа се 2500 денари по хектар. Потребата на земјоделецот еве за пшеница и за јачмен од прилика вештачко ѓубре 300 до 400 килограми по хектар, а во моментов 1 килограм вештачко ѓубре е 1 евро, значи имате 300 до 400 евра по хектар. И сега вие на земјоделецот му давате место 400 евра по хектар 40 евра. Каква е таа субвенција, ве молам? 1/10 од потребната. Тие се интензивни култури, односно значи дека потребата за вештачко ѓубре може да оди и до 700-800 килограми, 600-700-800 килограми вештачко ѓубре по хектар. Вториот сегмент исто така е земјоделците сега треба да садат, а кога тие субвенции они ќе ги добијат? Производителите апелираат да не се губи ниту еден ден со реализација на најавените мерки. Не само во делот на интервентниот фонд, кој вчера го најави ресорниот министар, туку и во делот на проширување на посевите. Пшеницата за јачмено тоа е закаснато, тоа ќе биде значи во септември, октомври месец. Па вака сега, значи за 10-15 дена, значи треба да заврши сипата на сончевјето и на пченката, а додека што се однесува за оризо, значи тоа може да биде и за 20 дена. Така да тоа треба да биде брзо, значи да не се чека сега никои формалности таму. Меѓутоа треба да биде тоа брзо и да може, значи со донасењето на одлуката на влада да може право средства да се префрлат, да може да набават основни материјали. Власта вчера се пофали дека финансиски ќе ги поддржи производителите на житарици за да купат квалитетни ѓубрива, но за останатите нивни барања околу доцедењето со парите за зелена нафта и другите видови на поддршка нема ништо поконкретно. Дел од земјоделците од Пелагонискиот регион вчера излегоа и на блокада на Плитвар, од каде алармираат дека состојбите стануваат драматични. Ние моментално работиме стихијно, секој по свое видување и дојдеме сме до фактички до клиничка смрт на земјоделието. Значи, храната ќе биде страшно скапа, ќе јадеме храна од сумнителен, значи, квалитет, ќе имаме страшни проблеми. Додека се чека на реакција од страна на надлежните, Србија најави дека ја симнува забраната за извоз на пченица која беше воведена на 10 март. За Агрокомората ова ќе исполни два сегменти. Едниот е тоа што доколку биле испразнети стоковите резерви ќе може да се дополнат и приватните лица ќе може да набават основни суровини. Ваквата најава на краток рок може да ги смири стравувањата дека ќе останеме без храна, но сепак останува фактот дека Македонија е зависна од увоз на лепно зрно и во услови кога во светот не се случува војна. Преку мерките на земјоделството, допрва ќе биде објавен оглас кој предвидува целокупната земја која е на располагање да им се издаде на земјоделци кои ќе произведуваат пченица. За земјоделците, оваа мерка е задоцнета и требало одамна да се регулира.